Добар ден на сите. Јас сум Емилија Василева Ивановска, активист за заштита на животните и член на неформалната граѓанска иницијатива за заштита на животни ШЕПИ. Оваа средба, поточно овој прес, е иницииран од потребата да се едуцираат граѓаните за тоа како да се однесуваат кон животните, што значи да се биде одговорен собственик, и посебен акцент ќе дадеме на нелегалното користење на многу опасниот и силен отров, ланате, чијашто употреба во Република Македонија е одамна забранета, меѓутоа многу луѓе имаат пристап до истиот, веројатно преку некои црни канали, и не го користат само како инсектицид во земјоделието, туку го расфрлаат на јавни површини со цел да отрујат, тоест да убијат куче или мачи. При тоа не знам дали се свесни дека со таквиот чин всушност прават големо тешко кривично дело. Јас не сум правник, инаку по професија сум фармацевт и немам некои познавања околу законите во Република Македонија, меѓутоа секој еден лаик кој што ќе отвори службен весник може да го прочита Законот за благосостојба на животните, кој што гласи вака. Согласно член 233 К3, тој што грубо злоупотребува животно или го изложува на непотребни маки и страдања, ќе се казни со парична казна и со затвор до 1 година. Состојбата со труењето на територијата на град Кавадарци и околните села, тука посебно потенцирам околните села, е алармантна, а уште поалармантна индиферентноста на граѓаните кон ваквите појави. Значи, се случуваат труења веќе подолг временски период, и што правиме ние? Поминуваме покрај мртвото животно, исто како ништо да не било. Нормално е тоа. Епа не е нормално во нормалниот свет. Она што сакаме ние да им покажеме на граѓаните е доколку се очевидци на ваков настан, истиот треба да го пријават. Со тоа не само што прават добро дело кон животните, туку и за животната средина и за луѓето воопшто. Замислете едно мало дете да дојде во контакт со отровот, со таков отров, и несвесно стави прст во уста. Не сакам да помислам што може да се случи во таков случај. Затоа овие девијантни појави треба да се превенираат, да се спрешат пред да се случат, а доколку се случат, да се санкционираат сторителите. Нормално ние како поединци не сме во можност да го направиме тоа сами, и затоа е потребна помош од службите кои што согласно законот ќе пристапат кон решавање на овој проблем. Другиот момент, односно другиот проблем кој што верувам ќе ги интересира и тие кои што не ги сакаат животните, не само љубителите на животни, него и оние кои не ги сакаат, тоа се бездомните кучиња и мачки. Тука сакам да потенцирам некои работи. Како прво, сите ние кои сме активисти и ги сакаме животните, имаме прво и основно семејства на кои што треба да им посветиме внимание. Како второ, сите сме на работни места на кои што треба соодветно да одговориме. И трето, помошта која им ја пружаме на животните, и тоа не секогаш, него кога сме во можност да го направиме тоа, не е поради тоа што тоа не е нас хоби или дека имаме обврска да го правиме, туку поради хуманоста и емпатијата која што ја поседуваме. Затоа коментарите на некои луѓе, ќе речем некои, не сите, за среќа, ако ги сакате животните, земете си ги дома, се потполно без везе и не се издржани. Всушност, целата на сите нас е една иста. Да се сведе на минимум бројот на бездомните кучиња и мачки, а да се случи тоа, нема да ни помогне ни најголемиот стационар кој што би се изградил на овие простори, бидејќи тој би имал ограничен капацитет. Се додека не се зголеми свеста на луѓето за овој проблем и за тоа што значи да се биде одговорен собственик. А за тоа што значи да се биде одговорен собственик, коментира Ана. Јас сум Ана Крстева. Во врска со проблемот со бездомните животни би сакала да истакнам дел од факторите кои придонесуваат кон зголемувањето на истиот проблем, а тоа се неодговорното сопствеништво и одбегнување на кастрација и стерилизација на домашните миленици. Овие фактори се тесно поврзани меѓу себе, што сакам да кажам со тоа. Значи, еве ќе дадам еден пример. Миленикот не е кастриран или стерилизиран, сопственикот го пушта да шета по градските улици без негово присуство, истиот тој миленик доаѓа во контакт со улично куче или друг миленик и се размножуваат. Нели, тоа е природно. Една кучка раѓа годишно 2 пати од 2 до 10 кученца просечно. А исто така и мачките се омачуваат 2 пати годишно. Таката следно имаме следната ситуација.
Доколку сопственикот не ги вдоми малите, ги фрла на улица, по контейнери, игралишта, училишни дворови и така натаму. Воопшто не замајќи во предвид дека на овој начин ја загрозува животната средина и предизвикува голем стрес првично за децата и нивните родители кои се најчести очевидци на ваквите случаи. Со ова придонесува и кон растење на бројот на уличните животни и зголемување на истиот проблем. Јас сметам дека вие како градоначалник и општината ја имате таа моќ да влијаете на граѓаните за да се поттикне свеста да имаме одговорно сопствеништво и со тоа да придонесеме кон решавање на проблемот со бездомните животни. Ние како граѓани на град Кавадарци одамна се трудиме и бориме да го решиме овој проблем, но сметам дека со вашата поддршка конечно и би успеале. Благодарам, а сега ветеринарниот инспектор Гелов Илија би сакал исто така да каже нешто. Благодарност за иницијативата што ја покрена граѓанската Сдружение Шепи. Благодарно што градоначалникот не го достои да се собереме да го решаваме овој горлив проблем. Јас како официјален ветеринар во подрачна единица Кавадарци при Агенција за храна и ветеринарство, што би можел да кажам? Сето што би можел да го кажам се содржи во два збора. Значи, постои закон, законска регулатива која е пропишана на ниво на Република Македонија и таа треба да се спроведува на локално ниво. За жал, во еден момент каже градоначалникот дека сета надлежност и сета обврска и одговорност паѓа на локалната самоуправа, што за некои работи не е фер. Сите ние регрутираме на некој начин бездомни животинчиња, кога директно, кога индиректно, се извинувам. И затоа треба сите ние да бидеме присутни на терен. Што значи тоа? Тоа треба да се укажува на секој присутен човек, држател на домашно милениче, и со самото тоа да му се укаже дека доколку животинчето не е стерилизирано, е потенцијален расадник на бездомни кучиња, затоа што знаеме како се чуваат во какви услови домашните миленичи. Додека се мали животинчињата, на сите ни се мили. За жал еден ден, не знам од која причина, или се врзуваат на ланец, па не се чуваат соодветно, или се пуштаат по улица, не дај Боже се носат на други јавни површини или во села или на отворени простори, каде што тие се оставени сами на себе. Такви проблеми сме имали и на јавната депонија во Кавадарци, не знам дали сте информирани во тој дел. Таму се размножуваа многу кучиња затоа што имаат храна, нон-стоп се дотура од кланици, од други индустрии, и сето тоа мораме да го решиме системски. Тоа јас би можел само во рамките на законот да го решаваме, и со самото тоа мораме да бидеме присутни на терен, да не кажам секојдневно. Присутноста на терен значи и подигање на свеста кај луѓето. Можеме ние да глобираме, имаме и таква алатка, само инспекцијата треба превентивно да делува, верувајте ми, од причина што некои луѓе не се свесни дека се потенцијални, дека регрутираат бездомници, со самото тоа што чуваат кучка или евентуално машко куче. Затоа треба да бидеме на задача и да бидеме одговорни сите во овој град. Друго што би можел, освен на ваши прашања, нешто ако имате надвор од законот, не би можел ништо да ви кажам. Иницијативата повторно ја поздравувам и мислам дека ќе вроди со плод. Благодарност и за тоа што имаме ваков градоначал. За прв пат после толку време се овозможи да се собереме и да дадеме значење на овој проблем. Горлив, повторно ќе кажам. Значи, од име на општина Кавадарци, јас како градоначалник сакам да ја поздравам иницијативата и на сите активисти, меѓутоа и на Сдружението кој што ги имаме во Кавадарци за заштита на миленици или на животни. Уште еднаш благодарност и до ветеринарните инспектори и до сите други кои што ја покрена оваа иницијатива уште минатата недела, за да денеска да ја официализираме и да направиме средба и да кажеме конкретни чекори во делот на понатамошното дејствување и како општина, и како здружение, меѓутоа и како љубители на животни и активисти. Ја морам само да ви соопштам за 2019 и 2020 година официјални податоци кои што ги има општина Кавадарци по оној
негативен момент. Имаме 6 предмети за каснување на куќе на наши сограѓани и исплатена штета солидарно заедно со јавното предпријатие Комуналец по 336.000 денара. Општина Кавадаци и јавното предпријатие Комуналец. Инаку, Општина Кавадаци последните 2 години има формален тендер законски кој што треба да го има и уловувањето на куќиња некаде не од 100 до 120 куќиња, од кои што по правило и по закон треба носителот на набавката да 21 ден ги чува, врши вакцинација, кастрација, се чипираат и да ги врати во општеството, односно во јавната средина. Многу граѓани не го знаат законот, многу граѓани се малку едуцирани за оваа работа. Ние мислиме дека треба да не гледаме куќиња по улици, треба да сите куќиња бидат здомени, меѓутоа, за жал, кај нас нивото на култура и нивото на развој е многу понисок. Јас како градоначалник ќе се вклучам јавно во ова цела ситуација, затоа што животните се тие, поготово наши миленици кои што ги имаме, кои што не знаат да злоупотребуваат во делот на љубовта, тие имат искрена љубов и нивната потреба ја прават само кога имаат потреба од размножување. За разлика од човекот, тоа кој што го злоупотребува на секојдневна основна база. Така да кастрацијата нивна е неопходна во делот на размножувањето, пошто инстинкт за размножување кај нив постои, природа како кај секој живо суштество, така да мислам дека треба да се работи во делот на едукација на луѓето, во делот на едукација на сите оние кои што поседуваат миленици и во делот на кучиња и мачиња кои што ги има скитници во општината за нивно згрижување. Јас јавно денеска ќе дарам задолжение до секретарот на општината заедно со нашите служби да направиме тим од 20 луѓе од општина Кавадарци. Би поканил тим од Сдруженијето, една особа која што активно ќе се вклучи во планот и програмата за работа за 21 и 22 година на општина Кавадарци и едно лице активист кој што е невработено, а е активист дали преку Сдруженијето, односно да биде на предлог на Сдруженијето, општина Кавадарци ќе го земе тоа лице во некаков работен однос во општината, за да можеме да бидеме крајно професионални и тоа лице да ги заеднички со нашите општинари тера работите, да кажеме по наше во правец кој што треба да го постигнеме. Општина Кавадарци во идно време ќе покаже голема грижливост за животните и ќе направиме нашата стационар заедно со физибилити студија која ќе изработиме преку јавното предпријатие Комуналец, за тоа не е потребен тој активист кој ќе биде вклучен во работен однос во општината на проект и да можеме да тие стационар ја постигне крајната цел, односно да не биде само класичен стационар за стационирање и сите работи, меѓутоа биде тим за вдомување на бездомни куќиња и животни и кажување на свеста на луѓето да се подигне на повисоко ниво. Исто така можам да спомнам дека општина Кавадарци во наредната година има проект за градење на мини зоолошка градина, односно тоа е на старото средиште кој што ги е спроти градскиот парк, каде што ќе изградиме мини зоо, поготово во делот на нашите автокони животни кои што ги имаме, инсекти и други работи, значи нема да одиме на градење на зоолошка од голем аспект, меѓутоа да нашите сограѓани, дечиња или било кои се запознаваат со животните уште од мали граници. Мислам од мали нозе. Така да општина Кавадарци од 1 март ќе се ја земе за оврската, денеска ќе се направиме еден записник комплетен заклучок од цела ситуација со оврски и од 1 март ќе почнеме да постапуваме така како што треба, да таа дејност, односно тој сегмент од општеството не биде изоставен, поради тоа што она што го кажа и од активистите, дека се случува девијантни однесувања на сограѓаните и на дел од луѓето кои што ги имаме во општината со труење или на било каков начин уништување на животните. За мене тоа е морбитна работа, поготово труењето, една најнеодговорна работа и давање на можност за проширување на многу други несакани последици. Така да мојот општи повик ќе биде секој еден кој што е загрозен или виде некакви ситуации во делот на кучиња, скитници, глутници или било што, да го користи бројот 13300, тоа е кол центарот на општина Кавадарци, кој што 24/7 има дежурен човек. По тој повик ние ќе постапуваме, а исто може да го користи и 192 бројот на полициската станица за пријавување на ситуации во делот на труење на кучиња, злоупотреба или било што. Мораме да бидеме свесни да ни стане јасно дека
Тоа се дел од нашите секојдневни обврски и дел од нашиот соживот, кој што не се вика човек, меѓутоа е животно, меѓутоа животно од домашен аспект и наши миленичи. Така да мислам дека ќе тргнеме на добар пат и ќе ги исправиме некои работи од ден на ден кои што не засегаат целокупно. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом. Брзини до 1000 мегабити во секунда.